Сакулјачка и братет Тилимида, чита Александар Станојков. Сакулјачка и Тилимида беа брат и сестра. Кај одеа, двата си одеа и ништо друго не работеа. Прдеа со опроштение. Имал еден човек, еден син, стасан и префтасан за женење. Од секаде барал да го жени, ама од никаде не му даваат, чунки го знаеја, оти е мрзлив. Беше чул за сакулјачка, оти е стара мома немажена и отишол да ја сакат за невеста за сина му. Дал, взел, збори со мајка ја од сакулјачка и се погодија, та ја прстенувал. На тоа згора, сакулјачка се поколни пред свекре за да му бакни рака според адетот и наведнувајќи се беше се испрдела на сермија. Ете, таква снаа сакав и јас, што да може чисто да прди. Чунки у нас многу се бараат прдешите. Ќе те молам, снаа, да ми собериш прдешки поеќе, да кога ќе дојдам да те земам, ќе донесам еден меф, за да ми го наполниш. Ти ќе пусти пари што ќе земам за нив. Така е рекол. Колку за прдешки? Не еден меф, свекре, можам да ти соберам, 9 можам да ти наполнам. Му потврдила мајка е. Вистина, свату, колку за прдешки можат не 10 меови, 20, чунки само тоа си работат сакулјачка со брате Тилимида. Савес ден си прдат, пачи јас си карам да не прдат, ама тие велат, дури прдешите биле со пари. Да, вистина, кај му биле со пари. Вие ќе печалите од нив. Колку за тоа, свату, мене атар не ми останат, оти ти од прдешките ќе печелиш, му рекла. Мошне арно, сваќо, ти благодарам за честа што ми ја правиш, ама ве молам да ја заприте ќерка сакулјачка, да не ја пуштат прдешите за бадијала, да дури да дојдам, да ја земам и мео и да донесам. Така е рекол. Ај не бери гајле, татко свекре, му рекла сакулјачка. Јас ти избирам прдешите и дај Боже здравје, кога ќе дојдеш за да ме земиш, не саде меоите ќе ти наполнам, уште ако сакаш да ти е бел образ. Од тие и друзи будалски зборои ја врзаа работата со сватот и сватоицата и со самата сакулјачка. Свекрот се гледал малку поитер од сакулјачка, чунки тој што е рекол нејзина мајка е, за да ја собират прдешите, тој тоа го направил за да ја заприт сакулјачка да не прдит. Дошол свекорот со сватои да ја земит сакулјачка и со прво изваил еден меф од дисаѓи за да му ги наполни со прдеши. Арно, ама, збирајќи им сакулјачка и стискајќи им, беше се одучила да прди. Заповеде сакулјачке, мила моја снаал, ја рекол свекорот, да ми го наполниш меов со прдешки, според како што ми такса кога те прстенував. Бре, свекре, што си бил без късмет, му рекла сакулјачка. Не еден меф да ти наполнам, една прдешачка не можам да истерам, за која на бурно од подносот да ти дојд за да ме обмирисаш. Гајрет му ќерко, стори, ја рекла мајка. Да белким ќе се распрдиш за сватво да го благодариш, за да спечелиш некоја пара од твоите прдешки. Море се озави, мајко, да тргаш, ја рекла сакулјачка на мајка, заедно со свекра ми, и пак немате едно од газов мој да ме извадите, а не меф да ви наполна. Здравје му риснава, толку било късмет. Промени се, оти ќе те земиме, ја рекол свекорот. Мајко, свикала сакулјачка, која кошула си клаам, дали песотница, дали илјадницата? Илјадницата клаи си ја ќерко сега, дека ќе бидиш невеста, да одутре тамо ќе се клаиш петстотницата. Илјадницата била со 1000 крпи крпена, а петстотницата со 500 крпи. Тргнала сакулјачка да оди од куќа надвор и по неја братје Тилимида. Видел Тилимида од исакото што го носела сакулјачка, му се влечкале парталите по неја и ја свикал: Сакулјачке, сакул ти се влечи. Тилимиде, ти не ми го виде. Санким, ти се најде да ми видиш парталите што ми се влечат од сакото. Се качи сакулјачка на конј и тргнаа сватоите напред и сакулјачка по нив, а братје по неја и набор го ја викал за сакулот што е се влечал. Поодија некој саат од село надвор и ја се примочала на сакулјачка, та свикала на сватоите да позастанат, оти ќе мочала. Дурун свато и шопур невеста. Застанале сватоите за да ја почекат сакулјачка.
почнала да мочат. Како ти мочала со опроштение, како ти мочала, цела река беше ти протекла, уште троа сватоите ќе изадесела реката. А наудолу беше имало 9 воденици суодолици што беа промелеле, такво силно мочење било. Не се помина тоа и поминала сакулјачка покрај една топола, та видела едно седело од страчки и бирбаш беше се качила на топола и сватила сите страчките си и клала в пазуа. Дошли узетот дома и, како што е адетот, излегла свекрвата, та и свекорот и деверите да ја баци во образ новата невеста и дар да ја подарит. Го бакнала свекра во образ и изваела едно од поголемите страчки да го подарила. Повели свекре една стара страчка од мене дар, да ти стои в куќи и да ти штрагори наместо горска еремица. Така беше му рекла и на свекрвата. Изваила малите страчиња, та и подарила малите деверчиња наместо кошулчиња. За малите деверчиња, мали гарагачиња, така му рекла. Уште сватоите не беа се разотишле, свикала сакулјачка по свекрвата да ја каже каде му било алето. А, бори свекрво, кај ви е вашето серало? На свекрвата ја се чурало за сиралото, дебе качето со сирење. Та ја рекла, во тилерот снаа, во тилерот ни е сиралото, во големата каца качи си и земи си. На сакулјачка ја се чуло оти во тилерот му било сералото, во големата каца да се качи и да се посери. Влегла пуста сакулјачка и се качила над кацата, та му се посрала во сирењето. Еле помина тоа зло, како годе, чунчи се застрамија свекорот и свекрвата да ја караат и да креват ѓурлотија. По некој ден беше месила свекрва едно кравајче и ја го дала на сакулјачка да го клаит во пазуата да се печит. Го зела враце и отпросто беше го бапнала во огнот да се печит. Раскакале жароите од огниште и сите што беа крај огниште ќе изгореше. Еда покроце невесто, врлај го кравајчето во огнот, оти гледаш кај ќе не изгориш со жарјето, ја рекол свекорот. Така знае дедо свекре, така плаши деца, му рекла и се изнасмејала. Ја натерала еднаш свекрвата да меси еден зелник и откако го месила, не знам како сторила и паднала со газо во него. Како било, тоа се сторило и ја пуштила свекрвата да го носи зелникот на нива кај свекре кај што ораше, та да ручаат тамо со момците. Одејќи, дошла близу до нивата кај што орал свекоре, а таму имало едно долиште што колај не се поминувало, та сакулјачка му свикала на свекре. Еда татко, од кај да поминам? Озгора Морисна, озгора! На сакулјачка ја се чуоти озгорната кора да изеит од зелникот. Татко море, ами од кај да поминам? Му рекла. Ај околу Морисна, околу помини, завиткај малку. Незе се чуло од и околу што е завиткана витката да ја изеит. Седнала и витката ја изела. Па станала и му свикала на свекре. Ами сега татко, од кај да поминам? Ето по средето, преку зеленото помини Мориснао. Незе се чуло од тие вели и го што е во средето зеленото, си седнала, та си го изела и тоа што е беше останало од зелникот и се врати дома со празна тепсија. Свекорот гладен дошол дома и на лутина ја прашал сакулјачка зашто не му донесла зелникот. Зашто Мориснао не ми го донесе зелникот? Да свекре да знаеш што лошо време ме вати на патот, му рекла. Кога се зададе еден силен облак околу кожувчето твое, ти ќе кога вати да паѓа град, едни зрна големи као твојо атар да не ти остане. Та на стравот ја остави в тепсијата на патот и зер го изедоа птиците зелникот. Поарно што не јаде татко зелник, чунќ јас као го месив паднав со газов натре, да од газот мој ти зелник да јадиш јас кабул не чинам. Без си барав, два си најдов, ја рекол свекорот и си заќутел. Ами татко, му рекла, виде по патот едни лајна големи колку една биолска лепешка. Видов да што, ја рекол. Од моеве газишта се пострадале, така да ме знаеш свекре, му рекла и се чукала погас со рака.